За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите тракиски шницли, запечени во рерна. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: 400 грама пилешки гради, 160 грама кајмак, 300 грама чаден говедски колбас, 150 грама конзервирани шпаргли, 150 грама кашкавал, 50 грама суви домати во масло, 2 до 3 гранчиња свежа мајчина душичка, масло за јадење, хималајска сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 30 на минути и истото ќе ве чини околу 290 денари. Сувите домати ситно ги сечкаме. Гранчињата мајчина душичка ситно ги сечкаме. Ги додаваме во чинијата со исечканите суви домати. Го додаваме кајмакот. Мешаме со лажица. Колбасот го сечеме на долнавести парчиња. Пилешките гради ги сечеме на шницли. Да росуваме мелен црн пипер. Посолуваме со хималајска сол. Потоа во намрсена грил тава ги ставаме пилешките шницли и парчињата колбас да се пржат. Ги превратуваме за време на пржењето. Откако ќе се запржат од двете страни, ги вадиме шницлите од тавата и ги ставаме во керамичка тава. Врз секоја шницла ставаме по 2 парчиња колбас. Врз нив додаваме од кајмако со сувите домати и мајчина душичка. Во тавата ги додаваме шпарглите. Врз кајмакот на секоја шницла додаваме по 1 парче кашкавал. Тавата ја ставаме во рерна, печеме 10 минути на температура од 200 степени. Ја вадиме тавата од рерна. На чинија за сервирање ставаме од шпарглите. Потоа сервираме една шницла. Преливаме со сосот од керамичката тава. Декорираме со листови марула, полукругови креставица и 2 половинки ротквичка. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 30 на минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени.